Здраво на сите. Се надевам дека сте во добро здравје, во добро расположение и дека сите сте подготвени за денешното издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Соедно можам да кажам со сигурност, ние тука сме подготвени и веќе добивам знаци дека нема што да губиме време. Прво ќе ги повикам домакинките, односно победничките од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Блага и Оливера. Повелете. Блага, здраво. Оливера, здраво. На мој огромно задоволство по трет пат во Листа за 300. Три пати во низа. До сега земавме 250 евра. Имаме денеска шанса да земеме и повеќе пари, но и нови противници стандард. Тоа е тоа. Дали се јадевте малце дома за оние Нобеловци од Соединетите Американски држави, Велика Британија? Да. Знаев дека ги знаете барем уште некој дел од нив, ви текне и други имиња, но за жал сето тоа касно. Ограничувачки беше на две. Да, малце ограничува кога. Инаку беше широко, сите ќе беа 300. Верувам. Заштеди. Па некоја следна, да. Па не, намерно би ги собираме, акумулираме и после да ги дадеме да поише. Да вида, да. Тоа е. Тоа е тоа. Благи Оливера, да не сакате да додадете нешто? Тоа е. Додари нешто. За можноста да сме повторно во Сител и Листа за 300. Секогаш ќе имате можноста да бидете... Најгледан квиз. Фала ви, многу ми значи вака кога ќе слушнам и секогаш ми се вратите отворени тука. Ќе се гледам и видни на секако доколку сакате. Ваква насмевка секој сака да гледа? Да, ќе веа, мора да видите како знам да бидам љут. Љут. Да, толку беше. Не можам повеќе. Само дома сум љут. Знаете она, најлошата страна секогаш ја гледаат најблиските, односно тие кои што најмногу те сакаат, ти ги сакаш, за жал. Тие најчесто ја гледаат на лошата страна од тебе, љутата. А сега да се вратиме на добрата страна на Марко и на она што сега следува. Домакинки, ваша домакинската кабина. Повелете и со среќа. А секако, тука во нашето студио се и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачи Евгенија и Горан. Повелете. Хело, мадам. Како си, Евгенија? Добро. Здраво, Горан, како сте? Супер. Расположени? Не сме се виделе веќе неколку месеци од минатата сезона. Така е. И повеќе, ако не. А последното искуство, како беше во Листа за 300? Како поминав? Ово почнало што заврши и така. Изгубивме првот. Да, добро. По моја грешка. Мора да признам, дека керката ме караше. Керката ги не кара цел живот. Ја тоа сватив од малечки години, нешто и уште сега ме кара. Најверојатно за тоа сме татковците, да не сакаат и да не караат. Дека мислам и керките се тие кои што најмногу не сакаат понатаму во животот. Тоа е тоа. Евгенија, ти како си? Што се случува кај тебе во животот? Има нешто ново? Ништо ново. Да не томажив? Не. Има работа, има. Што малку. Појде горе го чекам сега тука. Супер. Што си правиш во слободно време? Имаш некоја занимација? Декорации, се занимавам со декорации. Да, и како оди? Има работа добро интересна? е сега, да. Супер. Баш ми е било. Одлично, интересна работа, креативна, супер. Горан, кај тебе? Ја вообичаено 25 години тоа. Тоа, што беше тоа па тоа? Возач дистрибутер. Да, супер. На прехранени производи и си терам. Одлично, супер. Уште 10 години па здравје пензија. И мене без доболе за тебе, ама па добро, од друга страна па дома што ќе правиме? Не. Море милион работи ми текнуваат горе, што ќе правам дома да сум. Само со пари да сум, тоа е работата. Тоа е. Нема и јари пари. Иначе не бива стварно никако. Да сме живи и здрави, 10 години брзо ќе поминат, не знам дали сакаме да поминат или не толку брзо како што поминуваат, ама тоа е. Евгени Горан, почувате како предизвикувачи, ајде да видиме денеска дали ќе се насме среќата и дали ќе имаме шанса нели да го смениме на првичното искуство кое што го доживеавме тука. Со среќа во продолжение, ваша е предизвикувачката кабина, повелете.
Благо и Оливера, односно Евгений и Горан се во нивните надпреварувачки кабини. Сега знаете што следува, а тоа е проверка на истите, за да видиме дали може да си продолжиме понатаму со нашиот квиз без никакви проблеми. Ке ве замолам за таа цел да исклучиме домакинската кабина. Евгений и Горан, дали се слушаме? Да. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, веднаш да ми кажете за да го средиме и нешто ако не е јасно, да ме прашате. Важи од било која причина, дали не сте ме слушали убаво, пречки имало, дали брзо сум зборел и што и да е, не е воопшто важно, да ме прашате, договорено? Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на домакинките, како сте? Дали се слушаме? Да, слушаме, да. Супер, да не ви смета што ја викам домакинки. Ме на работа. Мислам, кај нас погрешно се сваќа, за домакин се сваќа како нешто, нели, човекот се го пазија за домакин, како нека ја вас седи дома. И така, мислам, така беа перцепциите, не се повеќе такви, сите знаеме добро. Посебно ние мажите кои што денеска го искусуваме и домакинлукот, и женскиот домакинлук, со чистење, перење садови и ред друго. Не е лесно, ама па и забавно е. А сега да се вратиме на листа за 300, друг пат ќе се жалам за тој како ми е дома со чистењето и перењето. Евгений и Горан, може сега да тераме така. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, сите се сложија дека може да продолжиме понатаму, па да не го трошам повеќе времето ниту ни вам, ниту на вас, да започнеме, односно продолжиме со денешното издание на листа за 300. А продолжуваме со првата licitacija, а темата за истата гласи. Зборови во кои има само една самогласка. Бараме македонски зборови од 4 или повеќе букви кои ги има во македонскиот дигитален речник и во кои има само една од 5 самогласки, а тоа се А, Е, И, О и У. Било каде во зборот. Секој збор можете да го кажете или во еднина или во множина. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на народи, компании и така натаму. Благи Оливера, дали не е јасна темата? Повеќе од 4 букви? Да, 4 плюс. Да. 4 најмалце и повеќе. Значи, внимавајте, каде што има само една самогласка, да, една од 5. Евгений и Горан, дали не е јасна темата? Да. Супер, уште еднаш и вас ќе ви повторам 4 и повеќе букви, да не направиме некоја грешка. Знаете, драги гледачи, дека со надавање при првата licitacija први започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денес им припадна на Евгенија и Горан. Ќе ве замолам да исклучиме противничката кабина, а Евгенија и Горан, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 3. 3. Започнуваме со 3. 5. 5. 7. 7. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 13. 13. 15. Две повеќе 15. 16. 16. 1 плюс 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. Заокружуваме на 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. Едно повеќе 25. 26. 26. 27. 27. Нека одговараат. Да, одговараат. Ајде да видиме. Благи Оливера, имаме 27 празни полиња. Не се премногу, но и не се премалку, да не се лажеме. Бараме зборови во кои има само една самогласка и кои се од 4 и повеќе букви. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Тоа што уште еднаш да напоменам, секој збор може да биде кажан или во еднина или во множина. Мрсно. Мрсно. Така е. Тврдо. Тврдо. Така е.
Ајде, има доста зборчиња. Пробајте да фатете го редот, нема да ви се мешаме ве сега. Врел. Врел. Така е. Зрел. Зрел. Точно. Брег. 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 Точен одговор. Брег. Пети. Мрак. 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 Граф. Само момент да го Аха. Да. Мрак, точен одговор, потоа како рековме Грав. Грав. В, не со Ф. со В. Грав. Ја не знам, ја граф знам што е. Граф со В, не знам што е ова. Така е, граф точен одговор. Трав. Страф. Со Ф? Ф. Страв. Така е, точен одговор. Праг. 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 Тоа што не успеав жена ми да пренесам преку праг. Кога се земавме по нека друга прилика, ќе ви кажам зошто. Град. 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 Така е, точен одговор. Цвет. Цвет. Така е, точен одговор. Горд. Горд. Точно. Прост. Прост. Така е. Мост. Мост. Така е. Лост. Лост. Така е, точен одговор. Сега вака има еден чунк за или ај чекај да не биде чунк. Мислам дека го има, ама Ако го има во речник, тоа е тоа, да. ќе го чуваме за Добро. За на крај да не зезна, ако не зезна. На крај, да. На 27-ми. Да. Ќе зезнам, тама на работа. не знам дали кажавме стол. Не. Стол. 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 Да. Стол. Точен одговор. Лист. Лист. И лист е точен одговор. Жолт. Жолт. Жолт лист. Да. Така е, точен одговор. Па може да биде и убав. Убав. Не, стој. Тоа се побрелелен, ја не обрнав Две има. внимание. Браво. Убаво што ти текна одма, да. ова блага. Браво. Не. Врти. Врти. Така е. Сврти. Сврти. Така е. Не.
Ајде уште малце. 7. Нокт. 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 21 точен одговор. Прст, кажавме прст. Мислам дека не. Не. Што ќе играме? Прст, дали кажавме прст? Не. Ама, дали приметувате кај е проблемот по прст? И сега мораме неточен одговор да видим. Нема самоглас. Се занесовме малце и се заборавивме. Нема вокал. Да, нема самогласка. Прсти. Ама видна, готово. Прсти, да, ама. Прст, видна. Прст. Ама множина, смееше множина? Смееш или еднина или множина? Прсти. Баш од овие причини ги ставивме така, ама верувам и знам што е деконцентрација мала која ќе се влезе вака во посебно зборчиња, нели, кои што имаме конкретно барање на толку букви или вака или така и човек знае да се занесе после, да. Ете, во овој случај влезе 4 букви, да речеме. Ами текна на убав кога беше, ама ова ич... Многу ми е жал, Благи Оливера, но знаете... Макар што може вокалното Р да влезе, ама не е во овој случај. Не во овој случај, бидејќи да. вокално Р има во такви случаи. Да, истото е во режија ми го кажа одговорните луѓе, но во оваа ситуација не да се не е бараше. така. Да. Добро, готово. Многу ми е жал, знаете дека Ништо. ништо не е готово, имам уште една лицитација, па ако таму сме успешни, потоа на пеналишто, исто така не име непозната зона. Евгений Горан, браво за првиот освоен поен, искористивте оваа прилика. Мала збунка кај нив деконцентрација и тоа резултираше со поен. Иначе беа подготвени да одат до крај, ги слушав муабетите, знаеа зборови, далеко тоа дека не знае, но ете, мало невнимание може да не кошта поен, нема да речам многу да не кошта, дека пак е многу тежок збор за ваква ситуација, за вакво нешто, но ете, може да не кошта поен. Затоа, и вие бидете внимателни во продолжение, ништо не е готово. А пред да продолжиме понатаму, да прочитам уште неколку зборчиња во кои има само една самогласка, ги има многу. Ајде ќе почнам од модерен, бајт. Потоа брак, бран, брат, бргу, брдо, бренд, брест, брзо, брич, брка, брод, број, потоа бром, бунт, влас, влез, волк, врнеш, врска, вртлок, гард, грав го кажавме, потоа грло, грмеш, грне, гроб, грок, грозд, дрвар, дрво, прво, сват, слаб, трик, труп, труст, фрак и така натаму. Ги има многу, како што реков. Но верувајте, кога некој ќе ви ја зададе вака како тема, кога треба да ги одвоите, и не е така лесно. Мене ми е многу лесно благодарение на таблетчето што си го имам тука. А сега, благодарение на таблетчето ќе можам да ви ја соопштам и втората тема. А темата за втората лицитација гласи: села во Македонија, чие име завршува на буквата О како Охрид. Бараме имиња на села во Македонија чие име завршува на буквата О како Охрид. Доколку името е од 2 или повеќе збора, се смета последната буква од последниот збор. Благи Оливера, дали не е јасна темата? Да. Супер. Евгений Горан, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично. При втората лицитација, први започнуваат со лицитирање оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Блага и Оливера. Ќе ве замола да исклучиме предизвикувачката кабина, а домаќинки, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 17. 17. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23.
23. 25. 25. Нека одговарат. Да одговарат. Ајде да видиме дали ќе бидат во право Благо и Оливера со тактиката, стратегијата која што сега ја практикуваат, а тоа е да ги остават Евгенија и Горан да одговараат на втората licitaција, односно на тема села во Македонија чие име завршува на буквата О. На прашање само. Повели? Дали ново село се важи? Да. Значи, доколку е од 2 или повеќе збора, ја бараме последната буква од последниот збор. Да. А ново село на 2 пати е точно. Да. Сезер. Ајде нека биде првото. Започнуваме со ново село. И како што би сакале скопјани да кажат ново село. Така е точен одговор. Волково. Волково. Така е. Кучково. Кучково. Така е. Глумово. Извини, можеш да ми повтори? Глумово. Глумово. Така е. Желино. Желино. Така е. Милетино. Милетино. Така е. Маврово. Маврово. Точен одговор. Луково. Луково. Така е. А имамо Охридскиот крај. Велестово. Велестово. Така е. Коњско. Коњско. Јако ми дека Коњско има и Охридски дел и во Преспанскиот дел. Има и долно и горно. Да, и долно и горно и така. Јако. Точен одговор. Коњско. Велестово. А да ова страна имамо Цветово. Цветово. Така е. Чекай се да мислам. Илино. Како? Илино. Илино. Така е. 12 точи одговорим. А Исламичкиот крај. Турново. Турново. Така е. И Муртино. Муртино. Точен одговор. Стојаково. Стојаково. Така е. Удово. Удово. Точен одговор. Владимирово. Владимирово. И Владимирово, точен одговор. Смојмирово. Смојмирово. Така е. Мачево. Мачево. Така е. Како што Исламичко општина. Босилево. Босилево. Да. Така е. Зелениково. Зелениково. Точен одговор. Село Драчево. Село Драчево.
Така е. Кадино, Кадино. Така е. Марино, Марино. Точен одговор? Курбиново, дали го кажа? Не. Курбиново, за последен одговор, ајде да видиме од Курбиново се ни значи, ни зависи. Курбиново, оп. И го најдов. Точен 25 одговор за Евгенија и Горан. Бравос! Сакав да им кажам, ама немаше да биде фер, нели, на вашите противнички, сте во сам старт кога планираат да ве остават да одговарате, да им кажам да внимаваат, затоа што сепак кажа дека твојата работа е поврзана со дистрибуција. Па тоа си играм ја по пат. Да, односно некако ти се погоди темата, па може би или ќе требаше многу повеќе да надаваат за да те фатат на кондиција на некоја збунка, нели? Да. Или воопшто да не ти дадат да одговара, туку подобро ни да одговара. Но тоа е што ви се насмевнава среќата, ви се погоди темата и да сте живи и здрави. Евгенија и Горан, се гледаме за кратко тука на главната сцена, конечно ќе имате шанса парите да ми ги земете. Едве чекам да видиме како ќе биде. Супер. Влаги и Оливера. Многу ми е криво што дојдовме до крај, барем во овој период за нашата дружба. Секако ве чекам и вратите ви се отворени, знаете дека не можеме без вас, ве чекаме повторно да дојдете во листа за 300. Секогаш супер надпреварувачки, со супер енергија, ни го разубавувате студиото, во секој можем поглед, па затоа едве чекам повторно да се дружиме. За жал сега ќе морам да ви кажам чао. Чао. А пред да продолжиме понатаму, односно да видиме што ќе направат Евгенија и Горан во продолжение, да прочитам уште некои од оние села во Македонија чие име завршува на буквата О. Тука ги имаме Агино село, Арачиново, Брајчино, Василево, кажаме многу голем дел Катланово, Конјско кажавме, Љубојно, потоа Небрегово, Облешево, Отешево, Сливово, Смилево, Трубарево, Црешево, Чучер-Сандево, Шемшево и така натаму. Ги има доста. А сега, драги гледачи, време е да ги повикам Евгенија и Горан да ми се придружат тука на главната сцена, да ги соочиме со темата од нашата листа и да видиме што ќе направат. Ако и вас ви интересира истото, останете со нас, ќе се вратиме веднаш по позаду. Евгенија и Горан ми се придружија тука на главната сцена и ако не се лажам, за прв пат ќе имаме шанса за парична награда или не? Не, втор пат. Втор пат. Фала ти Одамна беше за поправка. возачка. За возачка? А што направивме тога? Земавме пари? 150. 150 се најдоа за возачка? Да. Се за што ќе ни треба овие пари? За поголема кола. За кола ми се допаѓа, одлично, ништо. Мора тогаш одма да не губиме време. Само момент ја тука да наместам секако што треба. Ајде да се прочитаме на брзинка низ нашата листа. Сега да видиме како стојат таму работите. 15 празни полиња, 15 точни одговори за максималната сума и чекор поблиску до купување на нов автомобил. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ти следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ќе си заминеш од тука со 300 евра. Колку сакав сега да водам некој квиз кај што даваме автомобили и таква работа, па те речаме, Евгенија, еве ти од нас еден автомобил да си возиш на здравје. Има време и тоа ќе дојде. Те уште 25 гостувања тука по 300 евра ета колата. Так. Другото на рат. Другото на рат е тато ќе плаќа, затоа е тато тука сега, што не како. Шега на страна, ајде сега да продолжиме понатаму. Има многу интересна тема, тука се надевам дека ете ќе ви се погоди. Колку сме патувале по Јадранското приморје? Сме имале шанса да патуваме? За тебе, Горан, ти повише шанси си имал дека во едно друго низ време. Југославија. Да, низ Југославија. Евгенија, предпоставам, потешко оди целата работа сега со цените и со се. Хрватска не е малце далеку, поише одиме во Грција. Тоа е тоа. Ќе почнем. Ке почнеме точно така се новата кола, па со кола. Што Хрватска, како што треба, тоа е тоа. Вака, ајде да се вратиме да се сконцентрираме, внимавајте во продолжение, тука сум јас ако треба некаква помош за малце да подбутнеме работата. А слушајте, добри вие, драги гледачи, денес како тестираме нашето знаење на тема градови на Јадранското море. Бараме имиња на крајбрежни градови со најмалку 10.000 жители кои излегуваат на Јадранското море и кои им припаѓаат на Италија, Словенија, Хрватска, Црна Гора и дел од Албанија. Не се прифаќаат градови кои му припаѓаат на Јонското море и веднаш ќе ви кажам во сам старт,
Не се признава она делче во Босна, селце, не ми текна како се викаше, не, градот, да. Селцето нема повеќе од 10.000 жители, затоа да не си поставите стопка самите, не го играме. Веднаш ќе ви кажам. А сега, кога ќе бидете подготвени, да започнеме. Ја бе ви рекол прво да играте со оние позвучни имиња, нели? Да, знаеш. Ајде, да, Улцин, бар, Будва. Да. Улцин. Улцин, започнуваме со оние градови во Црнагора. И мене ми се најдобро познати, сум бил во поголемиот дел од градовите во Црнагора, вака крајбрежни, што се. И Улцин, прв точен одговор. Бар. Бар. Така е. Будва. И Будва едно време беше најомилено место за одмор почеток на 2000-ти години. Супер ми беше. Последно лето бев на таму. Да, одлично, не знам, сигурно е многу променета. Смената е многу. Честитки за првите 50 евра во ова. Ете една врата од колата купивме. Барем дел, да речеме. Да. Зависи што кола, не знам што кола сага, сега може и да е една квака. Ове 50 евра и помалце, да. Така. Повели, одиме па натаму, што ќе правиме? Ева како, да кажеме посигурните. Пула. Пула. Одиме сега со Хрватска. Пула, точен одговор, четврти. Риека. Риека. Така е. Задар. Задар. Одлично. Така е и честитки за 100 евра. И сега или имаме уште една врата, или во зависност од цената имаме само една врата сега. Ке видиме, да. Ајде, продолжиме. Риека, Пула. Сплит, Дубровник. И... Сплит, Дубровник и Бари. Да покажам. Бари. Ајде, кажи. Сплит, Да, добро. Дубровник. Одиме па натаму. Одиме па натаму? Ајде. Сплит. Сплит. Така е. Дубровник. Дубровник. Така е. И Бари. И за 150 евра Бари. 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 Епа, 150 евра се ваши. Честитки за Евгенија и Горан. Сега, ама нема да не се знаеш, после ми дојде со моторче на ред да патеш. Ама не, се предомислив, не ми треба кола, таман пари имав за мотор. Венеција, Трст и Зола, не знам дали или Ровин. Венеција и Трст, сигурно. Венеција, Трст. Венеција, Трст, така и кој реков уште? Зола. Без брзање, на добар пат сте и двајцата, да атакувате на 200 евра, затоа немате. Ја ги ти кажам дека кажавте веќе три точни одговори и различни и така. Може, Ајде. значи Венеција, Венеција. Венеција, Италија. Трст, Италија. Точен одговор. Трст. Трст. Така е. Уште еден италијански град. И за 200 евра Шибеник. 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 Уште еден град во Хрватска. И 12-ти точен одговор за Евгенија и Горан. Се поблиску сме до автомобилот. Само се. Да си го купиме, сакам да кажам, не ви давам. Ајде размисли, имаш спомна, имаш 3 града, Горан, знаеш?
Од Словенија ништо не кажа. Од Хрватска има уште, од Италија има уште. И Албанија не кажавте, така? Може Албанија? Може. Ја разбрав. Не, може само ние што изнекуваат на Јадранско небо. Размисли прво Па кажи. Словенија, Изола, Ровин и Скадар. Валона. И па тие што се Ајде. Добро, со кој започнуваме? Валона. Со Валона. А Евгенија главна, извини, Горан. Се знае. И во студиото тука работите си сти како дома. Се знае кој е главен. Крката и жена. Малина. Толку. Да. Така е точен одговор. Валона. Скадар. Скадар. Ровин. Изола. Ајде Изола. Кажавме некој друго име претходно. Чекај. Ајде да не вутепам сега на тука. Треба ајде друго да кажеме. Не мораше Скадар. Нешто друго изиграв, така си кажавте убави 3 града. Ровин. 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 Ајде за колата твоја со еден жут ке поминете. Ровин, 12, ова 14 точен одговор и за 500 евра кој ќе биде? Изола. Изола. Изола Словенија. За 300 евра. Мислам дека веќе ви е добро познато дека одговорот ќе биде точен. Точен 15-ти одговор, Евгенија. Честитки за освоените 300 евра, Горан. Честитки за освоените 300 евра. Нека ви се множат, а на моје огромно задоволство ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз. Но тогаш, нели седиме, одмараме, уживаме и се дружиме со програмата на телевизија Сител. Го чекаме следното издание на нашиот квиз и уживаме. Но пред да ви кажам чао, да ги прочитам дел од оние градови, да речеме што може да ги играат нашите надпреварувачи, но нема потреба. Имаме од Албанија Драч, од Црнагора Котор, Тиват и Херцег Нови. Италија може мисто да ги кажеме Анкона, Пескара, Римини, Равена, Сан Бенедето, Трани и така натаму. Словенија покрај Изола, тука и Копер. Од Хрватска ќе ги издваме оние поголемки што се и позвучни: Дубровник, Задар, Макарска, Опатија, Пореч, Пула, Риека, Сплит, Трогир, Шибеник и така натаму. Евгенија и Горан ќе си заминат од студиото со парична награда од 300 евра. Нас не останува ништо друго, освен да ви закажеме средба веќе за следното издание на нашиот квиз. Како што реков, останете со програмата на телевизија Сител, останете ми во добро здравје и немојте никако да заборавите. Ве сага Марко и ве сага телевизија Сител. Чао!